Кратки најави за денес. Денес започна националната кампања Ги запознаваме ретките болести. Кај Ќафасан ќе се гради тунел кој ќе ги поврзува Македонија и Албанија. Воспитувачките и негувателките од Струшките градинки денес не отидоа на работа. Со околу 1000 трактори незадоволните земјоделци ги блокираа улиците на Брисел. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево, ветровито и свежо време со максимална дневна температура до 7 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, умерено облачно и потопло време со пораст на ноќната температура. Во петок во северните делови на Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер со удари до 100 км на час. Врнежи од снег се очекуваат и во источноевропската низина. Во останатите предели од Европа ќе преовладува стабилно време со локална облачност и релативно топло. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во крајните источни предели локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 5 до 14 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и свежо, ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзини до 50 км на час. Минималните температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од -5 до 2 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 2, односно до 12 степени. Во Охрид во петок по студеното утро со температура од -1 степен. Во текот на денот ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува слаб североисточен ветер со брзина до 18 км на час. Максималната дневна температура ќе достигне 8 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота и недела по студеното утро со утринска температура од -4, односно -2 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Дневната температура ќе достигне до 8, односно до 10 степени. Во понеделник по студеното утро и температура од -1 степен. Во текот на денот сончево и топло време со дневна температура која што ќе биде над повеќе годишниот просек и ќе достигне до 11 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека.
Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во февруари, месецот на ретките, започнува националната кампања Ги запознаваме ретките болести. Шестата сезона е посветена на ретки диагнози кај жителите во Охридско-Струшкиот регион. На кампањата работеа над 60 професори и доктори кои подготвија едукативни материјали за 110 ретки диагнози кои преку медиумите ќе се емитуваат во наредниот период. На денешната пресконференција докторите порачаа дека потребно е да се посвети посебно внимание на скрининг на ретка патологија и системско решение за надминување на проблемите, со набавка и пристап до терапија за пациентите со ретки болести. 110 ретки диагнози од Охридско-Струшкиот регион ќе бидат презентирани пред јавноста во шестиот циклус од националната едукативна кампања за запознавање на ретките болести. На подготовка на кампањата работеле над 60 професори и доктори од Клинички центар Скопје, од Охридската и Струшката општа болница, специјализираните болници Свети Размо и Свети Стефан, како и многу приватни ординации од Охрид и Струга. Носител на кампањата е Сдруженијето Ретко е да си редок. Истражувањата во рамки на кампањата покажале дека во Охридско-Струшкиот регион има пациенти и со ултраретки заболувања. Стигнавме до информации за ултраретки диагнози, како што е Перчин синдром, тироцинемија тип 1, Рет синдром, Кителман синдром. Оно што е позитивен ефект од кампањите кои што ги водивме изминатите години е што помогнавме и охрабривме многу пациенти и родители јавно да зборуваат за проблемите кои што ги имаат, за својата ретка диагноза, за начинот на диагностицирање, кога стигнале до временскиот интервал за која добиле својата ретка диагноза, меѓутоа и пристапноста и достапноста на лековите. Со оглед на популацијата на Охридско-Струшкиот регион, бројката од 110 ретки диагнози не е реална. Таа е многу поголема, вели доктор Велибор Тасиќ. Сепак и овие податоци се многу значени, што вели дека такви пациенти имаме. А колку имаме тек неоткриени пациенти? Колку имаме неоткриени? Знаете, работата е урана превенција. Урана превенција, за жал, ние немаме превенција. Ние немаме рано откривање. Ако вие рано ја откриете болеста, може да почнете со рана терапија и можете лошиот тек на болеста да го одложите за 12 до 20 години. И моја препорака до здравствените власти е да се ангажира, значи, на превенција сите области на медицина. Но тоа рано откривање на болеста оди тешко од повеќе причини, од кои една е и менталитетот на луѓето на нашето поднебје да се скријат работите и проблемите поврзани со децата, вели доктор Александра Јанчевска. Таа упати пофални зборови за ентузијазмот на Гордана Лолеска, која борејќи се за своето дете се бори за сите ретки пациенти во Македонија, а преку Сдруженијето ги охрабрува родителите да се зборува гласно за проблематиката која го допира скоро секое семејство. Знаењето кое што ќе го стекнеш секој од нас и вештините во текот на работата помагаат и она што родителот сака да го прикрие со своето знаење, со својата претходно искуство, да ти го препознаеш и да го откриеш. Зашто? Не за тоа што ќе откриеш нешто што е ретко кај во нивното семејство, туку ќе му помогнеш навреме да ја дознае болеста, навреме да се соочи со проблемот, да не дојде до компликации
кои што ако не се лекуваат, ако не се диагностицира пациентот и ако не се лекува на време, ќе дојдат што порано. Диагностичкиот процес е сложен и долготраен и докторите често во својата секојдневна работа треба на ум да ја имаат и ретката патологија, вели примариус доктор Габриела Тавчиоска. Но и можностите за диагностика во секундарното здравство, особено во они установи кои располагаат со субспецијалистички кадар, треба да бидат подобро развиени. Исследувањата кои би биле направени во секундарно здравство овозможуваат понавремено упатување на селектирани пациенти до терцијарни установи. Тешко за диагностицирање на ретките болести не е македонски синдром, тоа е така во светски рамки. Во Македонската академија на науките и уметностите во лабораторијата за генетска диагностика комплетирана е целата технологија за секвенционирање. Исто и други институти и приватни лаборатории прават генетски анализи. Ако се земе предвид фактот дека 80% од ретките болести се генетски, може да се каже дека диагностиката е олеснета, но не е невообичаено диагностичката одисеја да трае со години, а потоа следува тераписката проблематика, вели професор доктор Тодор Арсов. Проблемот со лекувањето и тендерите кај нас тоа е многу голем проблем, системски, на непостоење всушност на реален механизам во Министерството, да речеме, за здравствена заштита, тоа е фактички во нашата држава, за тоа како всушност било кој нов лек може да дојде на, да речеме, на позитивната листа, ме разбирате? И затоа ние правиме некои решенија со некакви се специјални програми. Еве сме сега во предвечерието на предизборието и мислам дека е секчија наша одговорност во рамките на нашите можности, мислам во локалниве представници кои што ќе се интересираат, например, да се даде довербата, меѓу другото да се прашаат и овие прашања. Набавката на лекови во Македонија е специфична и чудна, вели доктор Нора Абази Емини. За 30 до 40 болести за кои има лек, од наевтини до најскапи, набавката долги години се врши преку посебна програма за ретки болести во Министерството за здравство. Тоа треба да се промени и тие лекови да се стават на позитивна листа и да се набавуваат преку Фондот за здравствено осигурување, вели доктор Емини. Друг проблем е доцнењето на тендерите и воведувањето на нови пациенти. Буџетот се изгласува еднаш годишно, секоја година истите проблеми ги кажуваме и буџетот е тој лимитиран, една година се чека да се покачи, ако се покачи. За да се регистрира дете и ако го регистрираш некаде во февруар-март месец, терапија ќе добие следната година, пошто за таа година веќе средствата се испланирани. Докторите на денешната пресконференција порачаа дека потребно е да се посвети посебно внимание на скрининг на ретка патологија и системско решение за надминување на проблемите за пристап до терапија. Изразија задоволство за заинтересираноста на своите млади колеги, специјализанти и студенти на медицина кои што дале свој придонес во оваа кампања. Едукативните материјали на македонски и албански јазик од кампањата ги запознаваме ретките болести во Охридско-Струшкиот регион ќе бидат објавувани на низа електронски медиуми во предстојниот период. На денот на ретките болести, културно-историските споменици и други објекти низ Охрид ќе бидат осветлени во боите на ретките со цел подигнување на јавната свест за проблемите и предизвиците со кои се соочуваат пациентите со ретки болести и нивните семејства. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми во Тирана оствари средба со директорот на патната управа на Република Албанија Евис Бербери. Средбата беше фокусирана врз активностите поврзани со коридорот 8 и на делот за изградба на планираниот тунел кај Ќафасан, кој ќе ги поврзува двете земји, Република Македонија и Република Албанија. На состанокот беа разгледувани детаљи околу согласувањето на договор за изградба на тунелот. Инаку, тунелот треба да биде со вкупна должина од 5,8 км и ќе ја скрати и олесни патната комуникација од двете страни на границата. Директорот Рустеми уште еднаш ја потврди посветеноста за заокружување на коридорската мрежа во нашата земја со изградбата на патните коридори 8 и 10D како проекти од најголемо инфраструктурно значење со огромни придобивки во поврзувањето со регионот и со европските земји, со отворени можности за поконкурентна економија и стопански развој, информираат од јавното предпријатие за државни патишта.
Како што претходно најавија, негувателките и воспитувачките од струшките градинки денес не се појавија на работните места. Бараат решавање на нивниот статус за почеток минимална плата. Во спротивно, нема да одат на работа. Денес во струшките градинки немаше метеж, но од понеделник децата редовно се враќаат во градинка, а градот ќе се соочи со проблем за нивно згрижување. Вкупно 21 воспитувачка и негувателка од двете струшки градинки денес не се појавија на работното место. Како што најавија, нема веќе да работат за 10.000 денари месечен хонорар, без здравствено и пензиско осигурување. Утрово во струшките градинки немаше поголем метеж. Се згрижуваа децата, но родителите се загрижени. Велат проблемот ќе се продлабочи од понеделник, кога се очекува повеќето деца да се вратат редовно во градинка. Па да, треба да им се реши статусот, пошто ние како родители сме обврзани да ги носиме тука децата, институциите на држава малце да свесно да реагираат на тоа поле. Во летниот период кога градинката работи само со вработените кои се со решение, принудени сме да не ги носиме децата во градинка бидејќи нема кој да ги згрижи. Да му бидат надоместени и здравственото и пензиското осигурување, да се бидат соодветно платени за ова работа што ја извршуваат. Негувателките и воспитувачките кои со години работат со договори на дело велат цврсто остануваат на ставот, бараат минимална плата, поспротивно не одат на работа. Психички е стварно, значи, не знам, неиздржливост. Психички стварно е неиздржливо. Материјално се очекуваме ајде да се среди, ајде ќе издржиме, ама навистина е претерано. Откако претходната си поднесе оставка, новата директорка Сања Сарбаковска денес беше на состанок со струшкиот градоначалник. Вели се работи на решавање на проблемот. Приоритет останува згрижувањето на децата. Се опремува центарот на заедницата во струшкото село Вишни. Во рамките на проектот Уметникот во заедницата, резиденција и развоен хаб Вишни, местната заедница Вишни и иницијативата за независен културен активизам Инка го опремуваат центарот на заедницата во селото во место од каде што ќе произлезат нови вредности создадени во диалог помеѓу локалните жители, посетителите и уметниците. Оваа пролет ќе продолжат со акции за комплетно уредување и содржини во центарот. Визуелните решенија за просторот се дизајн на младиот архитект од Струга Јордан Лазоровски. Проектот го имплементира Сдруженијето Инка од Струга и Мини Погон од Белград, поддржан од Култура и креативност за Западен Балкан, финансиран од Европската Унија. Целта е да поттикне диалог на Балкан со јакнење на културниот и креативниот сектор за зголемување на социоекономскиот импакт. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 9 лица, меѓу кои 2 деца, се повредени во Јужен Лондон кога маж фрлил корозивна супстанција за која се верува дека е киселина. Во нападот биле повредени мајка и незините 2 ќерки кои биле цел на нападот. 3 полицајци, како и 2 лица кои се обиделе да им помогнат. Повредените се префрлени во болница, 5 од нив во Центарот за травматологија, соопштила лондонската брза помош. Според првичните информации, по сударот на двата автомобили, маж од едниот автомобил ја нападнал жената од другиот автомобил, пошто фрлил киселина кон луѓето во автомобилот. Британската полиција трага по лицето кое е фрлило корозивната течност. Во потрагата бил вклучен и хеликоптер. На вонредниот самит во Брисел, лидерите на Европската Унија ќе се заложат Виктор Орбан да го укине неговото вето на специјалниот фонд за Украина во висина од 50 милиарди евра за следните 4 години, што тој со месеци го блокира. На Украина и се потребни 34,45 милиарди евра западни донации за да ја одржи својата економија во 2024 година и да ги одржи тековните трошоци за здравството, образованието, социјалната заштита и пензиите. Официјални лица во Брисел ги поминали изминатите недели во обид да разберат што точно сака Унгарија во замена за укинувањето на ветото. Полскиот премиер Доналд Туск пред заминувањето на самитот изјавил дека барањата на унгарскиот премиер Виктор Орбан да се согласи да ја помогне на Украина од буџетот на Унијата се неприфатливи и дека Орбан мора да одлучи дали сака Унгарија да остане во Европската Унија или не. Ако Орбан одбие да отстапи, лидерите би можеле да бидат принудени да се одлучат за импровизирани решенија
решенија поддржани само од 26 земји членки. Покрај помошта за Украина и заедничкиот буџет, лидерите на самитот во Брисел ќе разговараат и за испораката на оружје во Киев, војната меѓу Израел и Хамас, кризата во Црвеното море и растечките протести на фармерите. Со околу 1000 трактори незадоволните земјоделци ги блокираа улиците околу седиштето на Европската комисија во Брисел, каде се одржува вонредниот самит на Европската унија, соопштила белгиската полиција. По неколку неделните протести, земјоделците од повеќе земји од Европа дојдоа во Брисел да протестираат против заедничката земјоделска политика и зелениот договор, а особено од Италија. Револтираните земјоделци го блокирале плоштадот пред Европскиот парламент и подметнале неколку пожари, пренесува АНСА. Тие ги гаѓале полицајците со јајца, шишиња, петарди и со запалени бали сено, а безбедносните сили одговориле со водени топови за да го изгаснат пожарот и да спречат земјоделец да собори дрво на скалите на Европскиот парламент. На автопатот Париз-Брисел, гневните фармери со огромни жолти букви напишале "Урсула, тука сме", предупредувајќи ја председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен да не ги игнорира молбите и потребите на земјоделците за подобри цени и помала бирократија. Иако вонредниот самит на Европската унија првенствено беше свикан за обезбедување финансиска помош за Украина, на агендата на лидерите на унијата ќе се најдат и барањата на земјоделците. Дводневен штрајк во Финска започна околу 300.000 работници во знак на протест против планираните реформи на пазарот на труд на десничарската влада и предложените кратења на системот на социјална помош. Компаниите и синдикатите соопштиле дека штрајкот ќе влијае на работата на голем дел од воздушниот сообраќај, на производството на рафинеријата за нафта, а ќе бидат затворени и многу продавници, фабрики и градинки. Во последниве месеци финските синдикати протестираа против владините планови да ги ограничат политички штрајкови и да го олесни раскинувањето на договорите за работа. Десничарската влада, која презеде функцијата минатата година, инсистира на тоа дека Финска мора да ја зголеми продуктивноста и да го намали фискалниот долг. Синдикатите пак истакнаа дека се подготвени за долга борба доколку е потребно, заканувајќи се со дополнителни штрајкови доколку владата не отстапи. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.